إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije biidnillahi ta'ala večerva ke продолжиме со третиот хадис од оваа изворена книга од 40 хадиси од Хафиз ан-Навави рахимахуллах. Велит авторот: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Овој хадис го пренесуваат Абдулла ибн Умар радијаллаху анхума, кој кажуваат Абдулла радијаллаху ан дека јас го слушнав посланикот салаллаху алейхи ва селем да кажува следното: Исламот е изграден на 5 столбови, на 5 темели, а тие се да сведочиш дека никој нема право да биде обожаван освен еден и единствен Аллах субхана ва таала и Мухаммед е негов посланик, и да клањаш, да го спроведиш намазот, да дадеш зекает, да извршиш хаџ и да постиш во месец Рамазан. Значи, овие се 5 столбови на Исламот. Кој Исламот се гради над овие столбови. Хадисот е пренесет во Бухари и Муслим. Во Бухари и Муслим. Овој хадис е содржан, значи неговата значеност е содржана во претходниот хадис кој го учевме. Значи, кога му го постави Џибрил алейхи салату ва салам на посланикот салаллаху алейхи ва салам прашањето: извести ме за Исламот, токму посланикот салаллаху алейхи ва салам, значи го извести за овие 5 столбови. За овие 5 столбови, така што, значи, ќе се задоволиме со тоа што е напомнато во врска во минатиот хадис, и еден придонес што го напомнува тука имам Уфеймин рахимахуллах, а тоа е дека овие 5 столбови на Исламот се различни столбови. Значи, едните се во врска со човекот ги извршува со неговото тело, другите се со неговите парична можност и така натаму. Велит имам Уфеймин рахимуллах, тие се така различни за да бидит испитот, односно тестот, совршен. Зашто може би човек може да пости многу, но во врска со намазот се покажувате мрзливец. Или обратно, многу клањат, но не постит. Или па тие ги прави сите, но имат проблем, не дават ни дури 1 динар садака. Значи, скржавје. Значи, затоа се различни за да биде, значи, испитот совршен. А потоа ќе започнеме со 4-тиот хадис,
koji je во ова книга, a to je od Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an, قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an kažuva дека нас не извести посланикот sallallahu alejhi wasallam, a to je доверливиот, тој е искрајниот и она што го известува е искреност. Инна ахадукум юджмау халқуху фи батни уммихи 40 јаумен нутфа. Вели посланикот салаллаху алейхи ва саллам, на секој од вас се собират неговото создавање, неговото створување во стомакот на неговата мајка 40 дена стоит капка вода. 40 дена стоит, значи првите 40 дена е капка вода. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. А после другите 40 дена се прави дебела крв. Значи таја капка вода стануват, значи крв. Но не е само крв, танка крв, како што крвта е кога човекот ќе се пресечи, што значи е гледа, туку е крв, значи здебелена крв, згрушена крв, да. Исто така тоа трае 40 денови. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. А потоа 40 дена други ќе бидат едно парче месо. Тоа парче месо е толку големо колку човекот што може да стави една касаница во неговата уста. Значи ти, што си сега голем вака пред мене, ко лав застанат, си бил колку една парче касаница што се ја ставаш во устата своја сега. Значи замисли како си бил. И Аллах субхана ва таала, твој создател, те има створено. Без, значи да ти да се имаш за нешто потрудено, без да ти се бара тебе нешто, значи во возврат да исплатиш. Единствено само си создаден за да го обожаваш Аллах субхана ва таала. Сите работи ти се дадени. Сите работи ти се овозможени на дуњалокот. Преостанува за тебе и за нас обожавањето на нашиот создател. Зашто тој што ти има создадено, тој што ти има тебе создадено од таја капка вода, а потоа згручена крв, а потоа тоа парче месо, тој совршен создател единствено заслужува да биде обожаван. Никој други. Апсолутно. Значи, овие се фазите. Фазите на човекот како се создава тој во стомакот на својата мајка. И размисли добро. Размисли добро, ја Абдаллах. Тој стомак не се отварат, па да направиш нешто внатра. Не. Внатра, без да се отвори, без да се, значи, да се направи хирурски интервенција. Значи, колку е совршен Аллах субхана ва таала. Значи, човекот ако размисли малца, своето, значи, како бил создаден и сите фази кои ги минуват, значи, ќе свати тогаш дека овај создател е совршен. И ти бараш токму да тој создател да биде со тебе задоволен. Значи, првата фаза е капка вода. Спермата кој извират од машкото. Потоа е згручена крв. Тоа е втората фаза. Тие се другите 40 дена. А потоа третите 40 дена ќе биде, значи, како парче месо. Тоа парче месо е толку големо
колку што може човекот да стави касаница во неговата уста. А потоа ثم يرسل إليه الملك وعليكم السلام ورحمة الله ثم يرسل إليه الملك a потоа се испраќат кај него, кај тоа парче месо, се испраќат ангел, мелаче, فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحِ и му вдишуват во тоа парче месо душа. Значи, тоа парче месо што немат живот внатра до тој момент. Значи, првото е капка вода, потоа е згручена крв, потоа е парче месо. Се до овде, до 120 денот, значи, тоа немат уште внатра душа. Овде му испрачат Аллах субханаху ва таала ангел, кој има задача да му вдишуват на тоа парче месо душа. Значи, од тука починат, значи, да живеат. И затоа, до ден денеска, не може медицината да разбере како починат одеднош тука нешто да работи. Значи, да чукат. Значи, одеднош живот се гледа внатра. Во стомакот на мајката. Медицинава не може да дознае, значи, да дознае како е можно одеднаш, значи, од ништо, од 0 на 100, починат живот внатра. Без да направи некој нешто, ни доктор, ни медицинска сестра, ни не ти знам што, ни ти самиот, починат одеднош тука живот. Во тој мал стомак. И му се задолжуват на тој ангел 4 зборови, односно 4 работи. 4 работи. Да му ги напишат. Значи, тука е судбината, во врска со судбината. Да му се напишат неговиот риск. Значи, рискот кој тебе ти е доделен, уште во оваа фаза се одлучуваат. Значи, рискот што е за тебе, што ќе ти дојди тебе, ти е одреден тебе пред да дојдеш ти на овај дуњалок. Значи, пред да се родиш, зашто денеска, во нашата денешница, големиот број од луѓето има токму тоа страв. Тој вели како ние, ако се вратиме во муслиманските држави, ако напуштиме Швајцарија, Германија, Австрија, Аустралија, Америка, нема да обстаниме ние таму. Некој што во Франција сега што сака да се кандидатират, рекол дека ако јас станам председател, ќе забранам да се нарекуваат во Франција децата Мухамед. Ќе го забранам името Мухамед со закон. Во Куфа, кога слушаа сахаба ridvanullahi алейхим како го навредува Усман радијаллаху, направија хиџрат, емиграција. Значи, Усман радијаллаху го навредува луѓе на худбиња. Направија хиџра сахаба. Овде се зборува за посланикот салаллаху алейхи ва селем, изели ќе забранам законски името Мухамед да се става. И муслиманите велат, ние имаме секое право овде. Ние подобро имаме право од таму кај вас, кај што се вие. Зошто за тој риск, тој мисли дека таму ќе има подобар живот. А рискот нему му е одреден пред да се роди тој. Значи ти не можеш и да умриш се додека да го земиш оној риск кој ти е додаден тебе. Значи, прва работа му пишуваат ангелот, неговиот риск. Еджелихи, неговата долготрајност во животот. Значи, колку ќе живеат во дуњалокот. Уште во овај момент,
му се запишуваат. Wa amalihi, исто неговите дела, кои тој ќе ги прави, ќе ги чини во дуњалокот, во текот на неговиот живот. Wa shaqiyun aw sa'id, и дали ќе биде на крај од оние кои се стрекни или од нестречните. Значи, дали ќе биде завршетакот за тој да биде од стрекните луѓе или од оние луѓе кои нема да бидат значи стрекни, туку ќе бидат значи во огромен ужас. А потоа продолжуваат посланикот салаллаху алейхи ва селем и вели: "Фа валлахи аллази ла илаха гайру", јас се колнам во Аллах, кој немат друг кој има право да биде обожаван освен него. "Инна ахадукум ла я'малу би'амали ахли al-дженнати хатта ма якуну бейнаху ва бейнаха илла зира'ун фаясбиqu алейхи al-китаб فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا." Овде се колнит посланикот салаллаху алейхи ва салам во Аллах субхана ва таала дека некој од вас ќе чини дела кои се дела од дженнетлите, се додека да има меѓу него и дженнетот една должина на едно лакто. Што значи на должина на едно лакто, Имам Усаймин рахимахуллах велит, значи му е приближен еджелот више. Значи тој е пред прагот на смртта. И пред прагот на смртта се случува да тој да прави дела од делата на луѓето на џехеннем и така да заврши во нејзи. Значи затоа човекот никогаш не се чувствува сигурен во себе си свое. И да мисли дека јас сум сигурен, мене не ми се случува ништо. Може би да биде тој целиот живот во сигурност, но на крај да биде жител на пеколот. Зошто шејтанот се додека човекот му чука неговото срце, покушуваат да го заблудит. Да го заблудите. Така еве овде, значи во хадисот, овие се зборови од посланикот салаллаху алейхи ва салем, да човек, да целиот негов живот да прави дела кои се дела од дженнетлите, а на крај да заврши во џехеннем. И исто од другата страна, еден човек кој работи дела од делата на жителите џехеннемски, но пред смртта се покајуваат, се подобруваат и прави дела од дженнетлите и завршуваат во џеннет. Затоа, значи, немој луѓето да ги потценуваш. Немој да ги гледаш луѓето понижувачки. Значи, требит овие работи да ги имаме во предвид. Овој хадис е заверен во Бухари и Муслим. Велики Имам Усаймин рахимуллах во објаснувањето на овој хадис дека Абдуллах ибн Мес'уд радијаллаху ан, кога го пренесе овој хадис, напомна на почеток дека посланикот салаллаху алейхи ва салам е садиқул масдуq, дека е тој доверливиот, честниот, која кажува вистината и она што му е објавено е исто вистина. Зошто го напомнува тоа Абдуллах ибн Мес'уд радијаллаху ан на почеток на овој хадис? Зошто она што ќе следи во овој хадис е од гајбот, од скришните работи, од гајбот. Така што никој не може да ги знае тие освен Аллах субхана ва таала. А посланикот салаллаху алейхи ва салам тоа му е нему објава од Аллах субханаху ва таала. Затоа, значи, го почна Абдуллах ибн Мес'уд радијаллаху ан кога рече ес-садиқул масдуq. А потоа вели Имам Усаймин рахимуллах дека
овие работи кои се напомнати тука, тие се рискот, долготрајноста на неговиот живот, неговите дела, неговиот, значи, завршетак, дали ќе биде среќен или несреќен, ова е дури над медицината. Се можеби, значи, медицината со тек на времето, со развивањето и така натаму, дознава некој работи, значи, за ембриото. И под некое време знае дали е машко или женско и така натаму. Но овие работи до ден денеска не ги знаат. Дали може да ти каже тебе еден доктор колку ќе живееш? Дали може да ти каже еден доктор што ќе бидат твоите дела? Дали може тебе да ти каже еден доктор како ќе биде твојот риск? Дали ќе бидеш богат човек, дали ќе бидеш сиромав човек и така натаму. Колку луѓе се родели во сиромашни фамилии станати се богати, а колку луѓе исто се родени во богати фамилии завршиле на улица. Значи не може никој да ти каже пред време од створенијата, освен твојот создател, Аллах субхана ва таала. Говорот на посланикот салаллаху алейхи ва селем инна ахадукум юџмау халқуху фи батни уммихи. Значи на секој од вас се собира неговото создавање во стомакот на својата мајка. Тука юџмау се собират. Што значи дека кога машкото е изфарля таја вода е израстурена. И така Аллах субхана ва таала, се знаениот и се моќниот, е собира таја вода. Юџма, се собира таја. На едно специфично место. Што ти не одлучуваш, или јас, или другиот, или докторот. Туку совршениот создател, Аллах субхана ва таала. Се собира, значи, на тоа специфично место. И потоа, значи, тие фази. Првата фаза, значи, капка вода. Велите имам Уфемин рахимуллах, значи, првите 40 денови се капка вода. Дали тоа значи дека после 40 дена одеднаш се прави згручена крв? Дали тоа значи одеднаш се сторува? Не, велите имам Уфемин рахимуллах. Туку тоа со теко, значи, во тие 40 денови, значи, стига, значи, до тој степен, за после 40 дена тоа е више згручена крв. И така истото, дали после згручената крв се прави одеднаш парче месо? Не. Значи, чекор по чекор, периоди. И тука, кога таја згручена крв, значи таа не е крв, значи како што напомнавме претходно, значи таја танка крв која бити се пречуваш на раката, прска таја крв, течи, туку таја се лепи на месото. Таја згручената крв се залепува. Таја згручена крв се залепуваат, значи во митрата на мајката. Митра, така е збор на македонски или како е? Што значи, од тука починат тој близок однос меѓу детето и мајката. Значи, уште од тука почина тој близок однос меѓу детето и својата мајка. Уште од таја фаза, од тој период, кога е згручена крв, уште се залепува на митрата од мајката. Тој што го испрачат, тој ангел, тој е Аллах субхана ва таала. Тој што го испрачат, значи, тој ангел е, значи, Аллах субхана ва таала го испрачат докај, значи, тој човек што да се вдишува, значи, во тоа парче месо, да се вдиши, значи, живот.
Во врска со рискот, велит имам Усаймин рахимуллах, во врска со рискот, овде е содржан рискот кој има потреба телото на човекот, значи јадење, пиење и така натаму, се тој риск му е нему запишан. И исто рискот во врска со верата. Зашто знаењето исто риск. Значи риск не е само ти да имаш пари. И знаењето да имаш знаење е риск. И тој риск му го дават Аллах субхана ва таала на кого сака тој. И тој е многу поважен од рискот кој имаш ти потреба во денот еднош или два пати. Зашто ти да јадеш и да пиеш имаш потреба еднош или два пати. А за знаење имаш потреба во секој миг, во секој час. А во врска со еджелихи, со неговиот еджел, значи долготрајноста на неговиот живот. Велит имам Усаймин рахимуллах, во врска со тоа луѓето се разликуваат. Значи во врска со долготрајноста на нивниот живот во дуњалокот има тие разлика. Што значи некое дете умират одма после неговото раѓање. Значи после самото раѓање умират. Има други луѓе живеат по 100 години. Значи така значи дека имат разлика меѓу луѓето во долготрајноста на нивниот живот и долготрајноста на животот на луѓето не е зависен од чување на телото. Значи некој може би да рече значи го чувал телото и сите таке работи, значи јадел, значи природни работи и така натаму, и дека ќе ти тој поради тоа што го прави ќе живи подолго. Не. Пак ќе живиш онолку колку што ти е одредено. А и оној што не пази во јадењето, ние не велиме да не пазиш, ти треба да пазиш, но и оној што не пази, пак ќе живеат онолку колку што му е одредено. Ни повеќе, ни помалку. Значи тоа нема влијание, значи во тоа. Како што кажуваат имам Усаймин рахимахуллах тука, една случка која се случила во неговиот град во Унеиза, дека еден возел мотор, на мотор значи, а од другата страна имало кола, така што и моторот застанал, сакал да му даде предност на колата, а и колата застанала да му даде предност на моторот. И секој еден чека се на другиот да премине. Одеднаш мисли секој дека секој на другиот му дават предност, креваат двајцата и се случува, значи, аксидент и оно што бил назад качен на моторот, умрал. Што сакат имам Усаймин рахимахуллах да кажат, дека тие неколку секунди што застанал моторот, тој морал да ги доживеа тие, да ги заврши од овој дуњалок. Тоа била негов, значи, долготрајност на животот во дуњалокот. Значи, и тие секунди се можел моторот одма да помине, да се удрат, не. И тие секунди што чекале еден на други, 10 секунди, 5 секунди, 15, тој морал да ги помине. Тоа е дел од неговиот живот во дуњалокот. И потоа напомнуваат имам Усаймин рахимуллах едно меселе, а тоа е дали долготрајноста на животот се наследуваат. Значи, што се подразбира тоа, да речи некој, во таја фамилија луѓето живеа по 100 години. Така се и овие други ќе живеат по 100. Не. Ова не е вистина и колку млади луѓе имаат умрено, значи, во младост, кои живееле, значи, кои биле дел од племиња,
кои племиња имале предците негови подолги животи. Значи тоа нема никакво влијание во долготрајноста на животот. Исто, она што се одредуват за човекот, кога се испраќа тој ангел, се неговите дела. Дали се тие дела на срцето, или дела кои ги чини тој со неговите, дела од телото, раците, окото, ушите и така натаму ноците, и исто дела на неговиот говор. Кој тој ќе ги изговара. Све е одредено. Све е одредено и исто на крај што се одредува дали тој ќе биде среќен или несреќен. Тоа е крајот. Тоа е крајот. А потоа говорот на пегамберот салаллаху алейхи ва селам дека некој од вас прави дела од џенетли, но на крај завршуваат во џехеннем. Овде може некој да се праша како е можно да се случи, да човек целиот негов живот се жртвува и на крај има ваков завршеток. Како е можно да Аллах субхана ва таала него го остави така на крај? Да нема тој успех, да има добар завршеток. Како е можно? Тој цел негов живот се жртвува да биде покорен спрема Аллах субхана ва таала. И на крај има ваков завршеток. Како е можно? Имам Уфемин рахимуллах вели, ова се објаснува со другата верзија на хадисот кој е пренесен. А другата верзија ни разјаснуваат хадисот многу подобро, за да го разбериме. Затоа велат имамите рахимахумуллах дека човекот ако сакате еден хадис да го разбери, треба сите негови верзии да ги соберите. Другата верзија на хадисот е, вели пегамберот салаллаху алейхи ва селам, некој од вас работи дела од делата на џеннетлите, на она што им изгледа на луѓето. Тоа е во очите на луѓето мислат дека овие се дела на џеннетлите, а не во мислат дека тој е внатрешно е искраен. Овде разбира зошто му се случува нему овај крај. Поради некоја болест, велите имам Уфемин рахимуллах, поради некоја скришна болест во неговото срце. Се навистина, ако беше тој искраен спрема неговиот создател Аллах субхана ва таала и беше искраен вратен кај Аллах субхана ва таала, немаше да имаше ваков завршеток. Но поради негова болест скришна во неговото срце, се овде не се работи више за мене, за тебе, што можеш да ме измамиш можеби, да се правиш пред мене дека си најдобар. Овде се работи за твојот создател кој ти има тебе создадено. Ти не можеш пред него ништо да криеш, зашто ти не си собственик на своето ти, туку Аллах субхана ва таала е вистински собственик на тебе и на мене и на нас. И Аллах субхана ва таала знае што чува човекот во неговите гради. Иако можеби тој се покажува дека е многу искраен, многу доброчинец, многу покорлив, многу богобојазлив, многу ваков и не ти знам што. Тоа можеш Бени Адам, синовите на Адам да ги измамнуваш, но на крај те чекат ова. Ако ти имаш некоја скришна болест, што таја глабоко во твоето срце се закривуваат, не можеш да го измамиш оној кој го создал тоа срце. Не можеш да го измамиш. Ти можеш мене, можеш други луѓе да измамиш. И тие измами во вистина не ти вредат. Зашто ти си тој кој на крај треба да застаниш пред својот Створител. Никој нема за другите дела да одговара. Секој има сам да одговара за своите дела.
за своите говори, за оно што го чинел. Секој сам. Секој сам. Никого нема да му придонеси неговото друштво или неговата фамилија, неговото богатство придонес. Значи, она што изгледало во луѓето, значи во очите на луѓето, значи мислете кој е дженетлија. Но вистината имал скришна болест во неговото срце, кој пред луѓето е закривувал. Но е закривувал пред луѓето, што не може ни да му придонесат, ни да му наштетат. Но пред твојот Создател, ти кај него има да се вратиш. Кај него има да дадеш обрачун. Што си спремал за таму? Што си спремал за таму? Затоа, во врска со ова, напомнуваат имам Уфемин рахимуллах, онаа случка која се случила во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, во една од битките, кога еден човек кој присуствуваше во таа битка, се покажа храбар борец. Се покажа храбар борец. Така што, тој човек, значи, доби голема положба во очите на сахаба ридвануллахи алейхим. Доши беше, значи, храбар во таа битка. Кога сахаба ридвануллахи алейхим за него зборуваа, тогаш рече посланикот салаллаху алейхи ва селем, кој не зборува о неговите страсти и емоции, дека тој е од жителите на пеколот. Значи, тој човек што во таа битка се бореше и покажа храброст, и сахаба ридвануллахи алейхим му се восхитува. Пекамберот салаллаху алейхи ва селем рече: "Хуа мин ахлин нар." Тој човек е од жителите на пеколот. Како е можно тоа? Тогаш еден од присутните рече: "Јас тој човек ќе го следам." Значи сега јас ќе го следам тој човек. Што ќе чини, што ќе прави? Така се случи да тој човек беше повреден во текот на битката. И тој не можеше неговите повреди да ги поднеси, така го стави држачот на сабјата во земја и со неговите гради влезе на сечилото. И така се разруши. Му излезе сабјата назад. Значи се самоуби. Се самоуби поради што не можеше да ги поднеси тие болки од тие повреди. И тогаш дојде тој човек, значи, и потврди пред пекамберот салаллаху алейхи ва селем дека тој е вистински посланик. Кога го праша пекамберот салаллаху алейхи ва селем зошто тоа сега, тогаш го излезе, значи, за она што се случило претходно и го му кажа, значи, му кажа дека тој се самоуби. Што значи, овај човек во оваа битка, кој беше, значи, покажа храброст, покажа смелост, на крај беше повреден и поради повредите кои не можеш да ги понеси, се самоуби на крај, посланикот салаллаху алейхи ва селем рече дека тој од жителите на пеколот. Како е тогаш со хаварич? Како е тогаш со некои заблудници глави, што се дигаат во воздух, што се убиваат себе си и другите муслимани и немуслимани што убиваат. Значи, овие само сам себе си наштети. Овие не само уби никого со него, значи, да направи бомбашки напади, што ти знам, не. Сам себе си само. Поради тоа што не можеш да ги понеси тие болки, од тие повреди. А пекамберот салаллаху алейхи ва селем рече, тој ќе биде од жителите на пеколот. Поради што сами од себе си се самоуби. Како е тогаш со луѓе кои немаат никакви рани, кои немаат никакви болки и се дигаат во воздух
се самоубиваат себе си свој и земаат со себе стотици други луѓе невини. Муслимани и немуслимани, неверници. Како е тогаш со ним? Како е за ним пресудата? Многу поогромна, многу пожестока. Но Хаваридж не ги сакаат овие вакви поврзувања. Не им се допаѓаат на нив вакви поврзувања. Тие ти велат, ајде да ојме на джихад. Ама сами не одат. Кукавици. Тие само имаат работа други да испраќаат. Да ги прават барутни куршуми. А самите седат со скрстени нозе дома, со своите семејства. И ја крадат струјата. Да им е топло зимно време. Како што се случува со Хаваридж во Гостивар, во Тетово, во Скопје, во Куманово, во Струга и во Кичево. Така се Хаваридж. Крадат струја, не плачаат патарина и други работи. Крадат по дучаните. Зошто велат овде ние сме во битка, во борба. Борба сме со овие неверници овде. Зошто тие го следат патот на Сејд Кутуб. Сејд Кутуб велеше овие што викаат езан 5 пати на ден, тие не се муслимани. Значи муезините ни сите држави муслимански викаат 5 пати езан, тој викаат 5 пати денеска ешхеду ан ла илаха иллаллах ва ешхеду анна Мухаммеден Расулуллах. 5 пати денеска тие не се муслимани за Сејд Кутуб. Затоа наши пазење добро, значи ваќе се разбираат работите. Немој да мислиш дека тие ќе да те измамат тебе, ти кажуваат ти само што ќе мани бомбата во дженнет, си ќе имаш лулина таму ќе гледаш. Ќе гледаш џаволи тогаш. Тогаш ќе видиш што ќе биде со тебе. Значи немој да паднеш во такви сплетки. Се види пекамбарот салаллаху алейхи ва салам, значи кажуваат за еден човек кој сам себе си наштетува само. Значи, наштетувањето е ограничено само кај него, брат. Тој не наштетува на втор, на трет човек. Сам на себе се наштетуваат. Се самоубиват. И посланикот салаллаху алейхи ва салам вели тоа е тој од ехлун нар, од жителите на пеколот. А како е тогаш да убиваш невини други луѓе? Невини. Возрасни, невозрасни, малолетни, мажи, жени, стари. Расипување и злоупотребување на богатства и така натаму. Значи пазење. А исто од друга страна, еден од сахаба кој беше од ансарите, во почетокот, ова е се вториот пример за оној човек кој до крај на неговиот живот има дела на жителите од џехенем, а потоа се подобрува, се покајуваат и завршуваат во џеннет. Ова е сега следниот пример за тоа. Еден од сахаба ридвануллахи алейхим од ансар, што во почетокот кога пегамберот салаллаху алейхи ва селам емигрираше во Медина, тој беше се искажа како противник против даветот на посланикот салаллаху алейхи ва селам. Но во битката на Ухуд се случи да тој кога беше одсутен во Медина и се врати назад и не ги најде ансарите тука, замине и тој во Ухуд и се бореше од страна на муслиманите. Но овде веќе му беше влезено верувањето нему. И падна шехид во таа битка. Немаше ниту еден намаз клањато. Значи пред да дојде намазот идниот, тој беше падна шехид. Што значи до пред неколку часови беше неверник. Стана муслиман и падна шехид, имаше добро завршување во џеннет. Значи ова е примерот, велите имам Уфемин рахимуллах, за оној
За оној значи кој до крај на неговиот живот има дела на жителите од џехенем, а потоа се покајуваат, се враќаат и завршуваат во џеннет. А на крај напомнуваат имам Уфемин рахимахуллах неколку придонеси од овај хадис. Првиот придонес, велит имам Уфемин рахимахуллах, е добриот начин на Абдулла ибн Месуд радијаллаху ан, кога тој го пренесе овај хадис. А тоа добриот начин и доброто однесување, тоа го имаше научено без сомнеш од посланикот саллаллаху алейхи ва саллам. Исто од предонесите, велит имам Уфемин рахимахуллах, во врска со кога човекот е во првата фаза. Во фазата кога е значи капка вода. Дали е дозволено во таја фаза да се исфарлит таја капка вода? Значи, овие се теми што можеби секојдневие се. Значи, дали во таја фаза е дозволено да таја капка вода да се исфарлит, да се уништит, да се абортират? Велит имам Уфемин рахимуллах, базата е не е дозволено. Базата е дека е забрането. Освен ако се случи, значи, да се уверит, да се установит од доверливи доктори, не доктори, множина. Да, и да бидат доверливи. Да се установи дека животот на мајката е во опасност. Во такви ситуации, исклучителни. Ова збориме овде ние пред да се воздишит душата. Да. Значи, првата фаза. А велит имам Уфемин рахимахуллах, после тие 4 месеци, значи после тие 120 дена, кога се воздишуваат живот во тоа парче месо, после ова во никоја ситуација не е дозволено да се исфрли тоа дете. Тој инсан, тој више инсан тука. И во случајно, велик имам Уфемин рахимуллах, во случајно, ако умрит тоа дете после тие 4 месеци, се ваѓат од стомакот на мајката и се югсал, се измијуват, се кефинуват, во кефин се стават, му се клањат џеназа и се закопуваат во муслиманските гробови, кабури. Значи, некој ќе нас може да мислите дека в контейнер дофрлите. И дури, юсемма ва юак анху. Велит имам Уфемин рахимуллах, дури му се стават име. И дури му се правит акика. Така е мислењето на имам Уфемин рахимуллах. Зошто тој е станат више инсан. Инсан е станат. Иако е толку мал. Значи сите се измијуват, се кефинуват, му се клањат џена за намаз, се закопуваат, му се копат гроб. Сите редови му ги правиш. Како што требит. Му ставаш име.
Гледате колку е штетно незнањето? Колку и колку луѓе им се случило вакви случаи, како имаат тие постапено. Да, како да е џубра. Аузу билlah. Аузу билlah. Аузу билlah. Значи, после 4 месеци, кога има живот, во никој случај не е дозволено да се абортират. Дури и да речат докторите мајката може да го изгуби нејзиниот живот. Не е дозволено да се абортират. Зошто не е дозволено ти еден живот да убие, за другиот живот да остане на живот. Велики имам Усаймин рахмеллах пример. Ако двајца луѓе се во пустина и немаат више за јадење што да јадат, овде не смеат поголемиот да го издајат малиот, за да речи да останат да живама. Разбравте, значи двајца луѓе се во пустина, изгубени и нема никакво јадење, ништо. Сега вели тој поголемиот, покрупниот, вели јас ќе ти изерам тебе за да останам јас. Не, не е дозволено. Забрането е. Така исто, значи во врска со мајката. Значи не можеш да речеш да го абортираме, да го убиеме тоа дете, за да остане мајката живеат. Не. И колку пати се рекло такви работи, само да им прават страв на муслиманите, за да не имаат деца повеќе, да имаат само едно дете на мачено куче. Тоа е нашето семејство. Кученце и маченце. Кога се направи да муслиманите да имаат кученце и маченце семејство? Тоа е биладул куфр. Тоа е цената. Цената. Значи, и дури да речат велики имам Усаймин рахимуллах, и дури да речат докторите, да умрит мајката, ќе биде тешко да продолжи животот на тоа дете. Велики имам Усаймин рахимуллах, пак не се дозволуваат да се абортират тоа дете. Се плюс во нашава денешница, велики имам Усаймин рахимуллах, со овие медицински спреми, значи во акубатор, како се вика тоа, се стави бебето неколку месеци или недели така натаму, значи не смееш да прифатиш. Се тие без друго барат од родителите потпишат, така? За да го изфрлат. За во вистина да го убијат тоа дете. Со тоа убивање. Ама ти како татко и мајка треба да потпишите, значи, да немаат тие никаква одговорност за тоа убивање. Иншалла се ќе застанеме тука и идниот дерс ќе продолжиме со 5-тиот хадис. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.